Влез во Европската унија, но новите земји членки да немаат право на вето. Според бриселскиот портал Политико, ова е предлогот кој неформално се разгледува помеѓу земјите на Европската унија и Европската комисија за одлокирање на процесот на проширување. Повикувајќи се на изјави од тројца европски дипломати и еден представник на унијата, Политико пишува дека ваквиот предлог за промена на правилата за членство е во рана фаза и треба да биде одобрен од сите сегашни членки. Идејата е новите држави да ги користат повеќето придобивки од членството, а целосни права да добијат по институционалните реформи на Европската унија. Новите членки ќе добијат целосни права, откако унијата ќе го преиспита начинот на кој функционира, за да им биде потешко на поединечните земји да ставаат вето на политиките, пишува Политико. Ваквите измени Европската унија би ги направила првенствено за да го надмени унгарското вето за влез на Украина во унијата, додека според Политико лидерите на земјите од Западен Балкан, Албанија, Босна и Херцеговина, Косово, Црна Гора, Македонија и Србија ќе се сретнат со европските лидери во среда во Лондон на самит на Берлинскиот процес, кој ќе биде фокусиран на зајакнување на нивната интеграција. Бугарија сепак не се откажува од уставните измени. Бугарскиот председател денеска побари од Унгарија да ги искористи добрите пријателски односи со македонските власти, за да ги убеди да ги вклучат бугарите во уставот. И унгарската страна, която има пријателски отношенија с нашите братја во Република Северна Македонија и възходящи икономически отношения с Северна Македония, да помага на тази страна, като наистина убеди нашите братя, че приемането и вписването на българите в Конституцията, спазването на европейския консенсус, неоказването на натиск и дискриминация върху българите в Северна Македония са необходими условия за започване на преговори за членство в Европейския съюз. Без уставни измени нема старт на преговорите, беше пораката и на шефицата на Европската комисија фон дер Лајен, која изминатата недела се сретна со државниот врв, додека можност за интензивирање на разговорите помеѓу двете земји се најавуваат по завршување на локалните избори во земјава. Деспина Тодоровска, Сител телевизија.